Добар ден, драги ученици! Ова е часот по физичко и здравствено образование. Јас сум наставничката Верица Љокова-Накова при Основното училиште Никола Вапцаров Струмец. Нашата денешна наставна единица е динамички вежби. Спорт е нормална физичка активност или вештина изведени под јавно прифатени правила и со цел да рекреира, за надпреварување, за сопствено уживање, за усовршување, за развивање на вештина или за комбинација од наведените. Она што го карактеризира секој спорт е јасната цел, комбинирана со впечатокот за индивидуална или тимска вештина или способност. Првите спортови, како на пример лов и трчање, настанале бидејќи биле потребни за да се преживее. За разлика од тогаш, денеска луѓето се занимаваат со спорт за здравје и релаксација. Во областа на физичкото воспитување, спортот представува метод преку кој психофизичките способности и издобиените навики за движењата се усовршуваат за надпреварување или преку надпреварувањата. Спортот бара максимални напрегања и достигања, високи резултати во определени гранки на телесното вежбање. Телесните вежби кои се користат во спортот имаат главно практично применлив карактер. Например, трчање, скокање, фрлање, пливање, дигање тегови и други вежби земени од човековата работа од секојдневниот живот. Тоа се главно телесни вежби кои секогаш наоѓаат примена во секојдневниот живот и работа на човекот. Телесната вежба, по својата форма и карактер, означува определено движење, било тоа да е со целото тело или со одредени делови од телото. Силата на човекот може да се дефинира како негова способност да совлада надворешен отпор или да му се спротистави со помош на мускулни напрегања. Постојат два вида на сила – динамичка и статичка. За манифестација на динамичката сила, карактеристична е промена на должината на ангажираната мускулатура, додека статичката сила се појавува во услови на мускулно напрегање, при што нивната должина не се менува. Динамичката сила, во зависност од условите и потребите за сила, може да се манифестираат како максимална сила, експлозивна, брзинска и издржливост на силата. Максималната сила се карактеризира со најголемо можно напрегнување на човековите мускули, што може да се регистрира со динамометар или со најголема подигната тежина. Таа представува волна манифестација која се иницира кога е потребно да се совлада голем отпор на противникот, да се совлада голем товар и слично. Експлозивната сила представува способност на човекот да изврши максимална мускулна работа при некои сопствени движења за најкусо можно време. Ваков вид на мускулна сила најчесто се манифестира во техниките на одбрана и самоодбрана. Разни удари со нога, рака, службена палка, блокирања, фрлања, спринтови, скокови и слично. Во методиката на развојот на експлозивната сила, својот максимум го искажува во почетокот на движењето. Брзинската сила представува способност на мускулите за брза реализација на неотежнати движења во услови на релативно мал надворешен отпор. Таа е од големо значење
за квалитетот на изведбата на разни техники на движење и активности кои се содржани во дел од ангажирањата во службата. Издржливоста на силата представува физичка активност во која се бара долготрајна манифестација на мускулни напрегања, без да се намали нивната работна ефикасност. Ова моторичко својство на човекот се карактеризира со способноста на мускулатурата да одржува одредена положба на телото или статичка издржливост на сила со повторно извршување на експлозивни напори и повторени движења со различен интензитет или динамичка издржливост на силата. Показателите на динамичката издржливост на силата се значени за техниките на приведување, одбрана, самоодбрана и во други активности кога ситуацијата наметнува нивно зачестено повторување. А статичката издржливост на силата е типична за дејности поврзани со долготрајно одржување на одредена положба на телото, како што е гагање со огнестрелно оружје или пак некои активности за чија реализација е потребен таков вид на мускулно ангажирање. Активностите за развој на силата можат да се применуваат 3 до 6 пати неделно во различни делови, а за одржување на силата потребна е помала зачестеност. Постојат два вида на оптоварување – динамичко и статичко. Исклучително динамички спортови се спортови на издржливост, трчање, пливање, возење велосипед. Тие го оптоваруваат срцето со количината на крв која што ја пумпа срцето. Овој вид на оптоварување на срцето доведува до проширување на срцевите шуплини со умерено задебелување на срцевиот мускул. Екстремно статички спортови представуваат спортови на сила, кревање тегови, борење, бодибилдинг. Тие доведуваат до притисок врз срцето. Овој вид на оптоварување на срцето доведува до задебелување без проширување на срцевите шуплини. Ова се нарекува концентрична хипертрофија на срцевиот мускул. Кај луѓето изложени на ризик од срцеви проблеми и оние со срцеви заболувања, физичкиот напор може да доведе до ненадејно сериозно нарушување на срцето. Во некои, за среќа ретки случаи, срцев удар може да се појави кај овие луѓе. Понекогаш се користат поимите динамичко и статичко. Динамички вежби, како што е долгото трчање со еднакво темпо, предизвикуваат намалување на диастоличниот крвен притисок за време на вежбањето, кое што се должи на подобрената циркулација на крвта. Спротивно од тоа, статичките вежби, како што е кревањето тегови, можат да предизвикаат значителен пораст на систоличниот притисок за време на вежбањето. Динамички телесни вежби се оние за време на чие изведување мускулите се наоѓаат во наизменично скратување и попуштање, постојана контракција и дистракција на мускулите. Например, трчање, веслање, пливање и друго. Изведувањето на динамичките вежби дава одлични резултати како за стомачните мускули, така и за целото тело. Целта на динамичките вежби е да се подготви телото за тренинг или надпревар, а истите се изведуваат пред тренинг или надпревар. По дефиниција, динамичка вежба за истегнување
е способност за изведување на динамички вежби со полн обем во одреден зглоб. Сега ќе покажеме неколку динамички вежби и сите овие вежби ќе ги повторите по 5 пати. Како прва вежба, во седечка положба, нозете убаво се раширени и го влечеме горниот дел на телото кон едната, па кон другата нога. Во втората вежба имаме исто, од седечка положба, нозете се свиткани во колената, горниот дел на телото благо налегнат према земјата и имаме вртење на горниот дел од телото према едната и другата страна. Следната вежба. Во седечка положба, горниот дел на телото потпрен на лактовите, нозете испружени према напред и имаме возење на велосипед. Четвртата вежба ни е вежба во лежечка положба. Рацете се поставени на вратот, нозете свиткани во колената и имаме подигнување на горниот дел од телото. Петата вежба ни е вежба во лежечка положба на стомак. Рацете се допрени на земјата, до градите во ширина на рамењата и имаме подигнување на горниот дел на телото, односно влечење према назад. Следната вежба, или поточно шестата вежба, ни е во лежечка положба. Колената ни се допрени на земјата, а горниот дел од телото го подигнуваме со рацете или поточно тоа се викаат женски склекови. А машките склекови се во лежечка положба, нозете се подигнати со прстите на стапалото, рацете се поставени во ширина на рамењата, кај рамењата имаме подигнување на телото со рацете и спуштање. Во осмата вежба застанете сме во положба на страничен планк на левата страна, без да го спуштаме колкот надолу, подигајте ја и спуштајте ја десната нога. Истата вежба ја повторуваме и на десната страна. Во деветата вежба ќе ја започнете во позиција на планк со лактите поставени на подот. Без да го движите горниот дел од телото, наизменично придвижувајќи ги стапалата кон задникот, имитирајќи клоцање. Во десетата вежба застануваме на сите 4 екстремитети. Дланките треба да ни бидат поставени точно под рамењата, додека колената треба да ни бидат директно под колковите. Испружете ги истовремено десната рака и левата нога, фокусирајќи се на одржување на рамнотежата. Потоа се враќаме во првобитната позиција и повторете ја вежбата со левата рака и десната нога. Во следната вежба, или вежба број 11, истата позиција како претходната вежба, само коленото треба да се допира со лактот. Еве, драги ученици, тоа беа само неколку динамички вежби. Поздрав, се гледаме во следна прилика.